Што да им кажеме на драгите гледачи? Што да им кажеме? Здраво, например. Здраво. Здраво, драги гледачи. Ајде, 3-4. Здраво, драги гледачи. Па што правите, бе, драги гледачи? Денеска Супер Звезда е у една неверојатно голема, опасна и спектакуларна акција. За прв пат на сите времења Супер Звезда денеска ќе полета. Дефинитивно летаме во воздух. Има некој кој не е расположен за летање? Не! Значи, одиме да летаме, но пред да им откриеме на гледачите каде, како и зашто ќе летаме, е редо да се представиме. Може да почнеме? Ајде вака да почнеме прво од оваа кукла, например, овде на крајот, да ја видиме. Здраво, Злато, како се викаш ти? Јована. Јована, бе, колку години имаш ти? Петипо. Дали се плашиш ти да леташ, Јована? Не. Не се плашиш, одиш на училиште на градинка? Во забавиште. Во забавиште си. Дали си летала со авион некогаш, Јована? Не. Не си летала. А денеска ќе имаш шанса да леташ, значи страв нема? Не. Подготвена? Да. Да пукне и бакнежи до нашите гледачи. Бакнежи до нашите гледачи, еви ги таму за многу бакнежи. Одиме да ја представиме Ања по презиме. Здраво, јас се викам Ања Ветерова и имам 5 години. Браво, бе, Ања Ветерова. Дали ти, Ања, си летала до сега? Да. Со што си летала? Со авион. Со авион си летала. Убаво ли е во авионот? Да. Сакаш кога ќе пораснеш да бидеш стюардеса? Да. Сакаш? А што уште сакаш да правиш кога ќе пораснеш? Кога ќе пораснам, сакам да бидам учителка да ви во градинка. Учителка на тичење во градинка, бакнежи за сите наши гледачи кон камерата. Еве ги дека те гледаат. Браво, бакнежи до сите. Здраво за? Здраво, јас сум Матеја, имам 5 години и се презивам Антонова. Браво, бе, Матеја Андонова, бе, 5 години. Матеја, дали до сега има летано со авион, например? Не. А со хеликоптер? Не. А дали Матеја сака да лета? Да. Се плашиш ти, Матеја, од летање? Не. Не е страшно да летаме? Не. Значи, луѓето од секојаш сакале да летаат и ти сакаш да леташ и денеска ќе имаш прв пат шанса во твојот живот да леташ? Да. Многу ми е драго да пукне да си жива здрава, Матеја, бакнежи до сите. Одиме со оваа принцеза што се вика? Ивана. Ивана Митревска, нели? Да. Како си, Иванче, шо правиш? Добро. И ти ли си расположена да летаме денес? Да. Кого ќе го поздравиме во оваа прилика? Матеја. Матеја, а мама, тато дома ќе ги поздравиме? Да. Значи, поздрави за мама, тато, баба, дедо, сите што не гледаат, бакнежи да им пратиме кон камерите. Бакнежи за сите, супер. А сега, драги гледачи, ќе го видиме Доријан, ево го овде. Здраво. Здраво, јас сум Доријан Длака, имам 6,5 години и... Не се плашиш да леташ, нели? Не, До сега не си летал или си летал? сум летал. Каде си летал? Со твоите на одмор негде бевте? Претходно бевме во Холандија и летавме со авион, отидовме таму. Беше ли страшно да те прашам, Доријан? Ич не беше страшно. Дали ти уживаше во авионот? Да, Денеска си подготвен пак да уживаш? да, Одиме да летаме? да. Бакнежи до сите кои што се расположени да гледаат како Супер Звездите денеска ќе летаат, а оваа лепотица се вика? Магдалена Димитров. Здраво, Магдалена, бе. Како си, шо правиш? Добро, Што има старо ново кај тебе? ништа. Расположена си за што? За летање. За летање, одиме да летаме? Да. Кого ќе поздравиш во овој специјално свечен момент за тебе? Мама, тато и баба. Мама, тато и баба. Добро, одиме понатаму. Оваа кукла овдека се вика? Кристина Костовска. Кристина Костовска летала до сега во животот? Не. Сака да лета? Да. Ова ќе биде прва шанса за тебе да полеташ? Да. Браво, многу ми е драго, Кристина. Инаку во животот што сакаш ти да правиш кога ќе пораснеш? Да пејам, да играм. Браво, многу ми е драго. Ти посакувам сите желби да ти се исполнат, а бакнежи и поздрави до кого? Мајка ми, татко ми, сестра ми и сите што ме гледа. Еве ги сега те гледаат, да им пратиме многу бакнежи и насмевки. Сега здраво за кого? Здраво, јас сум Јована Ивановска, учам во основното училиште Христијан Тодоровски Карпуш. Имам 10 години, сум 4-та А оделенија. Јована, што мислиш ти за летање? Дали е тоа убава работа, лоша работа? Треба луѓето да летаат или не треба? Па тоа е убава работа, луѓето треба да летат, бидејќи јас сум летала повеќе пати. И ти се допаѓа летањето како такво? Да. Многу ми е драго, бакнежи за кого? За мојот клас и наставничките, за моите роднини, моите најблиски и сите гледачи, а посебно за сестра ми Петра. Ајде да им пратиме. Многу бакнежи. Која е оваа убавица овдека скриена позади? Брзо дојди ваму да ни кажеш како се викаш ти? Јас сум Марта Маневска. Марта Маневска. Каде учиш, Марта? Во основното училиште Петар Попарци. Браво, Марта, ти колку пати си летала до сега? Па не сум летала.
Не си летала до сега, а сакаш да леташ во авион? Да, Сакаш во хеликоптер да леташ? Да. По што друго сакаш да леташ? Со падобран, например, со параглайдер? сакам. Со змај да леташ? Може би со балон сакаш? Мислиш дека е убаво да се лета? Да. Многу ми е драго. Кого ќе го поздравиме денес и бакнежи за кого? Мама, тато, баби, деде и цел клас и наставничките. Бакнежи, брзо ви пратиме многу бакнежи. Ете ги бакнежите. Чао, дали се живи и здрави. И сега здраво за Марија, така? Да. Кај си ме, Марија? Тука? Шо правиш, добра си? Да. Расположена све? Да. Ке правиме џумбус денеска? Да. Уште не им кажуваме на гледачите, нека изчекуваат до последниот момент да видат што ќе се случи денеска. Ние веќе знаеме, ама не им кажуваме. Кажи ми ти, на тема летање како стоиш? Добре. Страв, паника, има нешто кај тебе? Не. Спремна денеска да полетаме? Да. Камо ти кацига? Нема да биде толку страшно, нема да носиме денеска кациги. Сепак сите безбедносни мерки се превземени, така да кого ќе поздравиш во оваа ситуација? Денеска ќе ги поздравам мајка ми, татко ми, баба ми и сите што ме гледаат. Бакнежи заситени, подиме понатаму. А драги гледачи, оваа кукла овдека што седи до мене и што пее на фестивали се вика како? Здраво, јас сум Сара Сонта, имам 9 години, учам во основното училиште Димо Хаджидимов и сум трето Е оделение. Трето кој оделение? Трето Е оделение. Трето Е оделение, зар толку ги има? А, Б, В, Г, Д, Đ, Е, И, колку многу оделенија има тамо. Браво, летате вие во школа? Не, Не? А дали некојаш во животот си летала со мама, со тато? не, Не си била никаде со авион до сега? не, Страшно е, мислиш дека во авион или Не. Би сакала да леташ? да, Значи, ова ќе биде исто и за тебе прва шанса да полеташ ти денеска со супер звезда да одиме горе во облаците. да, Интересно мислиш дека ќе биде горе? да. Ајде да видиме што ќе се случи. Бакнежи за кого, Сара? За мама, тато, наставничката и цело оделение. Ти благодарам, пратим ги бакнежите брзо, сите ги чекуваат да ги видат. Ем згодна женска, ем пее песни, ем се бави со спорт, така беше? Име и презиме? Магдалена Стилкорски. Да, одобрени дојде денеска во Супер звезда. Магдалена, дали си летала ти до сега? Не. Претпоставувам дека со авион. Кога сум летала, ама сум била на Ефелова кула. Значи си била толку висока на Ефелова кула, што горе ти се вие високо кога си летала? Да. Високо е тоа Ефелова кула? Да. Во кој град се наоѓаше тоа? Не беше во Токио, така? Не. Не беше ни во Њујорк. Не. Во градот? Париз? Париз. Значи беше убаво. Таму си била, значи на многу високо. Дали сакаш да леташ? Да. И имаме ли страф од летање денес? Не. Добро. Да ги поздравиме во оваа специјална пригода кого? Тетка ми, тетин ми, баба ми, дедо ми, мајка ми, татко ми. Да им пратиме бакнежи многу на сите. Да. Бакнежи за сите, бакнежи. Фала ти. И еве уште една убава девојка што се вика Михаела Пехчевска. и ти пееш на фестивали, така Михелко? Да. Браво, с Михела. Оваа година ќе пееме пак. Да. А ќе летаме ли оваа година више конечно дефинитивно? Да. Ние да гледачи многу години се спремаме да летаме со Супер звезда, еднаш кога требаше да летаме ни заврна снег, имавме организирано хеликоптер, ништо не излезе работата како што требаше, затоа ќе го повториме во друга прилика. А денеска гледаме кој има, кој нема страф од летање. Михело, ти имаш ли страф од летање? Не, немам. Би сакала да леташ? Да. Каде имаш летано до сега? Никаде. Никаде? Све по земја само си шетала до сега? Да. Значи сега одиме малку нагоре. Да. Да видиме како е таму горе во облаците. Бакнежи, поздрави до кого? За мојата наставничка, мајка ми, сестра ми, целиот мој клас и моите наредни другарки Едина и Сандра. Ајде прво да им пратиме бакнежи од овде, пак им пратиме бакнежи од облаците. Брзо бакнежи од тука, бакнежи од овдека. Еве ги, куклите, двете, тука дотерани оваа година. Дина и Ирина се со протези, така беше? Да. Браво. Зошто ставивме протези? За ни се избраат забите. Значи, сите оние кои што сакаат да имаат прави заби за да бидат убави понатака во животот, треба да носат протези и тоа не е срамота, така. Да. Значи, ние се гордееме со тоа и еден ден ќе го видиме ефектот. За колку време треба да ги носиме? 1,5 година најмногу. Додека сме мали. Ако порастеме после 10 години да ги носиме, џабе, така рече докторот? Да. Браво, ајде сега да се поздравиме да видиме. Да видиме кој е сега Дина, кој е Ирина. Јас сум Ирина, учам во основното училиште Песталуци, сум четврто В. Што повеќе да се каже, а ова треба да е? Дина. Дина, здраво Дина, како си? Добро. И ти учиш у основното училиште Исто. Песталуци, четврто В? Да. Исто, браво, спрепишувате едно од друга? Аха. Не. Не. А дали ве мешаат на школа или наставничките веќе знаат која е која? Не меш. Не ве мешаат, ве знаат. И ако сте вие близначки, значи по нешто се разликувате. Каде беше бемката да ја покажеме? Еве една бемка што има Дина, а Ирина ја нема. Точка на носот имаме тука, браво.
Значи, ако сме близнашки, секој си има своји разлики. Дали исто размислувате? Не. Не размислувате исто? Ајде сега да видиме кој се плаши, а кој не се плаши од летање. Од вас двете се плашиш ти? Јас ќе умрам, не сакам да летам. Стварно, многу се плашам. Многу се плашиш од летање, а дадичка? Ти не се плашиш воопшто. Ти би сакала да леташ одма. Да. Добро. Дали денеска ќе може да се договориме вака заеднички, сестра ти да ти го чува стравот да летаме заедно? Може. Може да го гонее таа што ќе го чува стравот, нели? Да. Бакнежи поздрави до кого од вас двете? Ја прво. Ајде прва. Прво до мама, тато, баба, дедо и до мојата најверна другарка Мила, ги имам 3, Мила, Марија и Натали. Браво. Еве ги бакнежите. А куку ти кого ќе поздрави? Мама, тато, сите дома, дедо, баба, наставничката, сите што не гледат и Мила. И Мила, браво. Да ги поздравиме сите, да им пратиме многу бакнежи. Многу симпатична и многу згодна женска по име. Емилија. Кај си бе, Емилија Ташевска со презиме, така беше? Да. Емче, шо правиш, добра си? Добра сум. Дали ти се плашиш од летање, да те праша? Не, не се плашам од летање. Дури едва и чекаше да дое денов денеска која ќе летаме сите заедно. Да, од кога ми кажавте, едва и чекам. Ете, тука сме сега на вистинското место, пред да почнеме да летаме и пред да откриеме како ќе летаме, кого ќе поздравиш, Емче ти? Ќе ја поздравам мама, тато и моето помаличко братче. Бакнежи ќе им пратиме. Еве, многу бакнежи до сите од Емче, а ова убава женска овде, како се вика? Михаела. Михаела, кај си бе, Михаела? Здраво, добре дојде Супер звезда, да пукне. Ќе летаме или денеска, Михаела? Да. Сакаш многу да леташ? Да. Дали до сега си летала? Да. Со што си летала? Со авион? Да. Интересно е во авионот? Да. Одлично, денеска ќе летаме со нешто друго. Нема да летаме со авион, но пред да откриеме што и како, кого ќе поздравиш ти? Мама, тато, баба и мајка ми. И сите други што те гледаат, многу бакнежи за сите, бакнежи, насмевки, бакнежи. Фала ти, а оваа кукла овдека се вика? Моника Дуковска. Браво, Мони Дуковска, ти си летала до сега, Мони? Не сум летала. Не си летала и ти прв пат ќе полеташ. Значи денеска кој све прв пат ќе лета да видам овде да крене рака? 1, 2, 3, 4, 5, многу деца прв пат денеска ќе летаат. Супер, ќе биде џумбус. Јас сум летал неколку пати. Ама со вакво чудоство што ќе летаме денеска не сум летал никогаш, да ви кажам, и многу му се радувам на овој ден. Мони, кого ќе поздравиш ти? Ја ќе ги поздравам баба, дедо, мај тато и сите што ме гледаат. Одлично. Сега може ли да им пратиме сите заедно бакнежи за нашите драги гледачи и да им кажеме, ако некој звони на врата, да не отвараат. Договорено? Ако звони телефон, да не се јавуваат. Договорено? Да не прават ништо, да седат кочанети пред нивниот телевизор, бидејќи Супер звезда денеска лета во облаци. Је! А како што? Ќе видите за неколку секунди, минутки или не знам што и да се. Чао! Денеска Супер звезда во фантастична акција овдека во градскиот парк во Скопје. Дали има некој кој не е расположен? Нема таков. Кој е расположен сега да крене рака да видиме? Сите сме расположени бидејќи денеска одбравме да летаме. Супер звезда за прв пат од моментот на своето постоење, значи овие 5 години назад, за прв пат денеска ќе одиме високо во облаците горе. Сега да објасниме што се случува над градот Скопје, што се лета. Значи има авиони. Има ли хеликоптери? Да. Значи летаат авиони, летаат хеликоптери, летаат параглайдери? Да. Тамо некаде кај водно повремено ги гледаме, летаат измаеви. Денеска Супер звезда одбра да лета со едно специфично превозно средство на патници кое што се вика како? Балон! Балон! Ке летаме со балон и да му кажеме здраво на Чичко Борис, повеќе познат како Чичко Чатал. Добре ни дојде во Супер звезда. Да му пратиме бакнежи, многу бакнежи за Чичко Чатал. Тој денеска ќе го исполни нашиот сон. Многу овдека од Супер звезда, од дечињата кои што сме овде собрани, немаат летана. Значи, еве имаме едно интересно прашање од Кристина. Тоа прашање кое е? Дали е страшно да се лета со балон? Ние долго време се прашувавме, Чичко Чатал, страшно или не е страшно? Прв пат кога се лета најверојатно со се е страшно. Првиот момент. Дека е прв пат во животот дека не се случувало. А кога малку ќе одвои балонот, ќе видите дека е прекрасно чувство. Значи тоа е таа една секунда е потребна да балонот додека одвои од земја. Да одвои од земја и потоа веќе е друг филм. Сите живеете во најверојатно нагоре на 5, 6, 8 спрат. Ако не ви е страх таму нема волно. Така да значи исто како од балкон кога се гледа. Ова е баш исто. Баш исто. Еве сега да имаме второ прашање, Доран. Јас сум Доријан и сакам да го прашам Чичко Чатал
Колку време лета со балоните? Одлично, значи колку време чичкачател лета со балон? Па само со балон. Па само со балон да видиме, значи. Со балон летам веќе 8 години. 8 години, па да е многу. Да, само. Кој има овде 8 години да видиме? Еве, Меги има 8 години, Мони има 8 години, значи колку ше е Меги? Кога се родиле тогаш? Тогаш почнал чичкачател да лета со балон. Ајде да видиме следното прашање. Иване, имаме ли некој прашање? Колку високо може да лета со балон? Браво, чичкачател. Значи, дали само колку зграда ние можеме да летаме високо до 12? Многу може. Значи може и повеќе? Сте гледате, сте виделе патнички он каде лета? Балон до таму може да отиде. Значи може да лета на 1000, 2, на колку илјади метри? Над 10.000. Над 10.000 метри може да лета балон. Леле, па тоа е многу интересно. Ама денеска страшно ќе биде да одиме толку високо или сакате да одиме и повеќе? Нормално се лета до 1000 метри. Нормално е, значи со балон до 1000 метри. Добро, ќе ги почитуваме овие правилата за денеска, да видиме Матеја дали има некакво прашање. Матеја, повели. Дали кога врне, кога дува, може да се вози балон? Супер прашање, значи, чичкачател, например, врне, дува, еве и снег кога паѓа, што правиме ние со балонот? Кога врне, малку кога врне, не многу. Така, само кога врне малку, тогаш може да се лета. Не е проблем за балонот. Никаков проблем. Ако ето е толку голем? Ако голем само повеќе троши и плин, ќе се намокри, мора да се суши. Така. Значи, ако да дува исто кога дува, нема летање. Балонот седи на земја. Значи, тогаш балонот мора да е приземјен на земја и останува во торбата. Ние земавме еден пријател, твој многу добар пријател, а тоа е Берти, да го представиме, вака да го викнеме. Берти, брзо да го видат нашите гледачи. Еве го Берти. Берти, дали летал до сега? Берти, да, има летано и денеска ќе летам. Денеска ќе го носиме на летање заедно со нас. Браво, Берти, иначе, која раса е? Се помешал лабрадор со бордер коли. Така, а колку е стар Берти? 5 години. Сакате ли вие кучиња? Да! Ќе го земеме ли Берти денеска да лета со нас? Ете, добре, дојде Берти во Супер 200. Он многу ни го сака микрофонот, сака да го јаде. Берти, што ќе кажеш за нашите гледачи? Ете, што сакаш да каже. Браво, Берти, да си жив и здрав. Одиме па натака да имаме сега прашање. Има ли Јована некој прашање? Јована, повели. Дали може да се у балон, дали може да се игра и да се пее? Ете, види, чичкачател, каква прашање, значи са во балон, освен што ќе летаме. Дали можеме да играме да пееме? Кој ден се треба овој? Па во овој балон. Па да, во овој може. Има балони што и журка може да правите, сите да ве соберете. Па колку се големи? Тоа е... Колку луѓе, например, собираме? Најголем балон нормално што е производство е за 32 32. 32 особи ванадра може да стават и журка на време. Значи 100 деца. Од тука значи може да збориме по мобилен телефон дома да кажеме еве мамо ја летам сега во моментот. Нормално. Може да јадеме сендвичи? Може сок да пиете. И сок и радио да слушаме. Све може. Све да правиме. Одлично. Сега ме интересира процедурата, еве вака малку да станеме овдека наоколу да покажеме од што се состои балонот пред да го правиме балонот, да го ставиме во функција. Да објасниме значи на гледачите да знаат од што се состои балонот. Ова е корпа, кошница, која оваа конкретно оваа димензија е наменета за 5 особи. Ова е наменета за 5 особи, овдека значи 5 луѓе може да застанат и безбедно да летат. Да. Све зависи од големината на куполата, волуменот на куполата. Тоа е моментот. Да покажеме куполата, значи куполата е тоа што сите го викаат балон, она што е горе, значи. Тоа е од 1900 кубика, но тоа е за тројца. Значи тоа е за тројца, таква е купола. А како се зголемува кубатурата, така и бројот на патници може да се зголемува, повеќе патници се зголемува. Од што све друго се состои балон, еве гледам и некои други работи овде лево десно. Ова е бренерот, горилникот кој... Значи балонот не може да лета доколку во него не се пушти топол воздух. Кој се приклучува на боци, на тие боци. И соствено има, така како кажем, пилот пламен, кој нон-стоп горе. И главниот довод кој прво проаѓа низ спиралите, се грее и искача топол воздух на кој летаме. Значи тој топол воздух го крева... Топол воздух крева корпата. Го крева корпата и така ние летаме. Ако немаме топол воздух? Си седиме на земја. Си седиме на земја. Значи овдека се наоѓа тој газ. Со каков газ летаме? Се лета со обичен плин, пропан бутан, а дека зимо само пропан се користи. Значи зимно време се користи само пропан. Пропан бутанот зимно време мрзна. Да видим уште нешто многу интересно. Јас сум гледал... Без тоа нема летање.
Значи и без ова нема летење, да го завртиме, може и гледачите да го видат, да видат за што станува збор, да го покажеме. Значи, ја дома имаме ние вентилатор во лето, кога ни е многу топло, ние се ладиме со вентилатор, ама волка вентилатор стварно немаме. Прво балонот се закачува на кошницата, потоа се пали во вентилатор кој со ладниот воздух прво се наполнува куполата, балонот. Така, значи за да дури после во балонот да работиме со бренерот и го грееме за да топлиот воздух го подигне нагоре. Така, значи ги видовме сите основни компоненти и ни останува уште има инструменти кои моментално не се тука, мислам нема за овој лет нема потреба. Така, иначе има инструменти кои се носат во балонот кои покажуваат висина, колку има качување и симнување на кога лета балонот, има инструмент за топлина кој покажува колку е топлината во куполата. Работна температура на куполата е 120 степена. На врво до 150. Над 150 веќе може да иде прегревање опасно. И тогаш е веќе опасно. Браво, одлично. Сега остана уште, значи, да го составиме балонот. Ајде да ги прашаме супер звезде, чека да има расположени сте сите? Еве го балонот овдека е на земја. Дали ќе му помогнеме на Чичко Чатол да го направиме балонот? Значи, го правиме балонот и летаме во воздух. Ходиме горе.
Што да им кажеме на драгите гледачи? Што да им кажеме? Здраво, например. Здраво. Здраво, драги гледачи. Ајде, 3-4. Здраво, драги гледачи. Па што правите, бе, драги гледачи? Денеска Супер звезда е у една неверојатно голема, опасна и спектакуларна акција. За прв пат на сите времења Супер звезда денеска ќе полета. Дефинитивно летаме во воздух. Има некој кој не е расположен за летање? Не! Значи, одиме да летаме, но пред да им откриеме на гледачите каде, како и зашто ќе летаме, е редо да се представиме. Може да почнеме? Сега готов е балонот направен, ви се допаѓа како изгледа? Да. Голем, убав, симпатичен, нели? Да.
Браво за Чичко-чатал, браво, пак не желам вратиме пак, браво бе, Чичко-чатал ни го направи балонот, што убаво. Сега, вака, Ања, имаш ли ти прашање за Чичко-чатал? Да. Како е твоето прашање? Јас сакам да го прашам Чичко-чатал зашто пушта оген во балонот. Стварно бе, Чичко-чатал, зошто толку многу оген пуштаме ние во балонот? Не, па балонот, ако не моги не лета. Значи балонот, за да може да полета, како што видовте, прво со ладен воздух се наполни и потоа со топол, за да може да лета. Значи едноставно, ако топол воздух влезе во него, он лета горе. Значи тоа е по правила на физиката. Топлиот воздух се крева нагоре и кога го имаме топлиот воздух во балон, значи тогаш топлиот воздух нема каде да побегне. Така балонот оди? Само така. Јас сум Магдалена и сакам да го прашам Чичко-чатал како се управува со балонот. Ајде, Чичко-чатал да ни каже како се управува со балонот. Тоа е многу добро прашање, бидејќи балонот по сите категории на летелици има предимство на, значи балонот има предимство на летење и пред патнички авион. Ако се случи да се најде на аеродром, цивилен аеродром, да кажеме, застанат сите авиони? Авионите не сме да слетуваат, док не се потргне балонот. Значи балонот право мора. Тоа е по закон. А балонот за тоа е многу најтешко летелица за управување. Он каде дува ветерот, таму оди он. Значи каде е ветерот таму оди? Треба многу добро се знаат ветровите за да може да се управува балонот. Значи тој нема волан за да може да го вози? Нема ништо. Нема кормило, ништо. Само горе-долу. Само горе-долу и сега да објасниме, значи на различна висина има различен ветер? Е така. Многу често се случува да се полета од едно место. Скопје баш е така покрај Вардар кога се полета до една висина дува на пример исток, од кај што излега сонцето, а после друга висина е обратно запад и така да може да се полета тука и пак да се вратиш на исто место. Значи тој што го управува балонот прво се вика пилот така. Да, и мора да има дозвола која е малку потешко се добива за балон, бидејќи нема како да се добива Македонија. Конкретно ја имам од словенска дозвола. Најверојатно сега веќе ќе добием конечно македонска после 8 години. Конечно да имаме наша, браво. Следното прашање кој е? Па, јас сум Јована и сакам да го прашам Чичко-чатал дали може со балон да се патува низ светот. Околу светот, мислиш? Вака, тие се специјални балони, не се ковој овдека, тие се со газ балони, со хелиум конкретно. Тој сам по себе лета? Тој лети многу високо. Тоа е балон со капсула, значи капсула затворена доле, не е корпус више, него е капсула кај што е бидејќи се оди на големи висини, се оди до 13 мм во така наречените джетови. И конечно пред 2 години Бертран Пикард, пред 3 години уствари, Бертран Пикард го прелета светот и затоа Берти се вика, уствари право име му е Бертрант, не е Берти. А право име му е Бертрант, он е крстен Берти светот. Браво, затоа и Берти така го има добиено, значи своето име. Да. А тој тогаш е роден пред 3 години? Па 3-4 години, да. Значи дали има и други луѓе кои се обиделе да го завртат свет? Да, се обидува, многу се обидува да секоја година па имаше 3 до 4 екипажа што се надпреварува кој праше во сврти светот. Конечно тоа се случи. Се извинувам, тоа се случи 2000 декември, така, за 21 ден. За 21 ден пат околу светот со балон. Тоа е прекрасна, многу интересна работа. Би сакале ли вие да патувате околу светот со балон? Чичко-чатал и Бертранд ќе си го земе, значи Берти заедно со нас и ќе вртиме кругови, а? Да. Кај ќе идеме прво до Куманово, па после идеме за Њујорк директно, може? Па кај сакаме ќе одиме со балонот, више ако летаме, немаме проблем. Пат околу свет. Марта, твоето прашање е кое? Чичко-чатал, дали си летал со нешто друго или само со балон? Шо убаво прашање за Чичко-чатал да ни кажеш со шо све лета? Па не можете со Space Shuttle летаме. Уште со Space Shuttle. Значи од кога леташ воопшто вака твоите први почетоци во летање? Прв пат почнав да летам 85-та со едрилица. Потоа бев на моторно со тие спортски мали авиони. Од 89-та почнав со парагладерство. Малку прво за марасон, не сум ништо, само обид. И потоа дојде балонот. Значи, осега ме стана парагладерство и балонот.
Значи тоа е твојата најголема љубов во моментов Ведрството и балонот. и балонот. Одлично, ти благодариме за одговорот, да видиме. Ајде да видиме, Дина или Ирина прва ќе праша? Која ќе праша? Дина, повели. Прашањето твое кое е? Јас сум Дина и сакам да го прашам чичкочето, зашто го убрам летањето како хоби. Видиш како убаво прашање чичкочето. Некои имаат хоби собираат налепници, некои значки, некои шетаат. Зошто е летање за твое хоби? Па, вака, балонот ми последен. Значи, ја мислам дека се заразив уште на нивни години. Баба ми ден ми живее на аеродром, сегашна се веќе не постои аеродром кај што зградите и секој ден бев на аеродром. Значи на стариот спортски аеродром, така, во денешна населба Јане Сандански аеродром. И Арно имав и Вујко еден кој беше спортски пилот и мислам дека како што така на нивни години прв пат си имам качено во дрилица. И тоа станато. Да. Тоа трае. И Тоа е нешто, значи цел живот што го сакаш. И денеска многу се интересираш исто за тие работи? Па се гледа. Се гледа, патуваш низ светот, одиш, се дружиш со други пилоти. Па оваа година веќе околу месец и пол не бев воопшто во држава, ностопно на Македонија? превари. Да. Беше на други места низ светот. Да, али со парагледарство. Со параглайдерство. Одлично, да видиме. Ирина, има ли прашање од твоја страна, чичкочато? Да, јас сум Ирина, сакам да го прашам чичкочето дали некогаш учествувал на некои надпревари со балон. Ете, вистинско прашање во вистински момент. Сега, значи на кој све, на какви надпревари си учествувал со балон или со параглайдер? Со балон имам учествувано, тоа не се надпревари, тоа ги викаат карневали. Така. Јас сум гледал на телевизија многу балони на 50 до 80 балони. Тоа е прекрасно се види. И тоа се држува секоја година има во Словенија, на Барија, тоа е до Лјубљана. И исто има надпревар се држува околу Вараждин. Токму оваа година бев на надпревар во мај за параглайдерство. Во исто време се држуваше тоа и балонарскиот надпревар. Се спои параглайдерскиот со балонарскиот. Повели е тамо да се оди на такви надпревари? Самото чувство кога си во воздух со 50 балони е посебно. Да. Балон, лево, балон, десно, еден назад, еден на еден, повер, еден подолу. Многу бавно. Значи, чичкочател сега има пријатели од цел свет? Па да. Па на преварите сигурно се дружите тамо. Не, и се дружиме и така. Разменувате мислења, се. На интернетот сме поврзани, кој што прави како прави. Значи, интересно е во секој случај. Да, кој сега се обидува за условие на девојка да отиде над 11 км со балон. Тоа е прекрасно. Тоа е одлично. Сега, дали може да го направиме она специјалното за што дојдовме овдека? Дали сте расположени, чекај да е суперзвезда, концентрирани ли сте? Дали може сега да одиме и да летаме малку со балон? Да! Чичкочател, целиот подготвен. Све е подготвено, значи? Ото балонот не чека, ние сме подготвени, стануваме, трчаме, одиме и летаме.
Може да продолжиме со муабетот? Чичко Чатал, може? Може. Расположен за муабет, како и секогаш, браво, супер, да видам, Михаела, твоето прашање кое е? Дали е потребна дозвола за балон? Значи, дали секој може да лета, како што кажавме дека треба некоја дозвола и каква дозвола е потребна? За балон, посебно за балон, пошто балон паѓа во таа група на летници кај што паѓаат и авионите. Така се. Веќе многу високо одат, нормално. Па дека бидејќи патници се возат се така, тоа е таа таа група. категорија се. И дозвола треба нормално судена одлука прво, која трае минимум 16 часа, значи минимум 16 часа летање со инструктор. После тоа се полага за пилот на балон, која ја конкретно таа дозвола во Словенија имам полагано. И продолжува да лета со инструктор уште некој период, дека дека инструкторот не е сигурен дека си способен сам да леташ. Потоа се продолжи да полага повторно за возење патници, за фрлање падобранци, за секоја работа има посебна дозвола. На посебна дозвола. Браво, да видиме прашањето Меги. Кој е твоето прашање, Меги? Па колку, јас сакам да го прашам Чичко Чатал, колку пати летал со балон? Значи до сега, колку пати може ли да се изброи Чичко Чатал? Да, за тоа се води евиденција. Секој лет се е запишано во книжка. Сега не може да покажем има кодосно где се води во ке не се води во часови. Колку часови, колку сати значи на летање. И ова денеска што летавме и тоа се рачуна, се забележува и врзан, така се вика врзан лет, значи тој се урачуна исто како да е летање. Исто како да е летање. Браво, да видиме Емче твоето прашање кое е? Јас сакам да го прашам Чичко Чатал колку све видови постојат на светот, Различни балони? различни балони. Значи колку све различни балони постојат на светот, Чичко Чатал? Па вака, ово е балон на топол воздух, има балон на газ, само газ, и балон комбиниран газ и топол воздух. Тој што го свети светот е комбиниран газ и топол воздух. Благодариме, да видиме сега понатаму прашање. Здраво. Прашањето е кој прв човек полетал на балон? Значи кој прв човек летал се знае ли воопшто? Да, тоа е за лично да се обидел да полетат 1870 некоја. А први што се обиделе што направиле балон се браќата Монгофилери, тие се од Франција и нема летано човек за жал прв, него има полетано прасе, патка и кокошка. Значи прасе, патка и кокошка биле во балонот и први па летало? Прв па, здраво, а потоа и човек има летано. Човек. И било здрав. Дали воопшто прв пат човек во небото полетал со балон или полетале претходно со нешто друго? Например, немало хеликоптер или авион тоа време? Не, прв пат е со балон. Првото летање, значи првиот лет горе во облаците, човекот го направил со балон. Мислам дека во Париз и тоа дека трае околу 20 минути летот. Во си изналетале, супер! Грејењето е било со сено прво го загревале. Палеле сено за да нормално. Заради колку држал. Колку држал Паќе солади доле. Одлично. Следното прашање, Сара, ќе го поставиш ти? Да, здраво, јас сум Сара, сакам да го прашам Чичко Чатал, кој е најголемиот балон на светот? Ајде да научиме дали знаеме кој е најголемиот воопшто балон на светот. Тоа е во нормално производство, ако се рачуна, тоа е не дека од тоа што гледате 15 пати поголем. Само 15 пати поголем, па тоа е многу голем балон ќе биде тој. Кој го има тој балон? Па нема, тој е туристичко летање. Он носи 32 особи, така да обично го летаат во афричките земји. Така, и таму е убава климата, убави ветришта има, значи све. Сега да имаме последното прашање за денес, ќе го постави кој, Марија? Да. Ајде, кој е твоето последно прашање за Чичко Чатал? Јас сакам да го прашам Чичко Чатал, која е неговата неостварена желба? Чичко Чатал, дали имаш некоја неостварена желба до сега, нешто што не ти се случило? Да, имам, си имам возено во Цепелин и се надам дека некој ќе дојде кај нас Цепелин. Значи тоа е твојата последна и неостварена желба? Ќе Цепелинот. Дечки, знаете ли како изгледа Цепелин? Цепелин е такво едно вакво долгнавесто. Се полни само со газ и може да лета во сите услови. Во сите услови на све може да лета и кога врне и кога вее и све кога се случува. Браво, би било прекрасно во нашиот главен град Скопје да имаме Цепелин, истиот да ни го донесе Чичко Чатал. А за овој прекрасен разговор денеска да му заблагодариме. Го сакаме?
Ќе си го гуштиме и ќе го бациме. И да му кажеме фала Чичко Чатал што ни беше гостин во Супер 200 да му пратиме бакнежи. Гушкање и сакање до Чичко Чатал, поздрав да ни е жив и здрав, си го сакаме. И во некоја следна емисија Чичко Чатал те покануваме. Повторно да дојдеш заедно со нас во Супер 200. Денеска ти ни покажа како се лета, а во скоро време ние ќе ти покажеме како се игра, како се пее. Договорено Супер звезди? Да ги поздравиме нашите гледачи, да им кажеме чао, да не гледаат повторно тука следната сабота на А1 телевизија во 10 часот. Бидете поздравени, драги гледачи. Чао, чао, пријатно!